овој локалитет е прогласен за споменик на култура од особено значење за Република Македонија. Таму активности имаме од далечната 1978 година, од кога е откриен термалното римско лекувалиште. И подготовките за овој проект со меѓугранична соработка од Интерек програмата на Европската унија, во соработка со Завод и музеј Струмица, музеот од Кукуш во Република Грција и ЦИС Палермо со представништво во Скопје, одлучивме да се изработи кровна конструкција челична над термалното лекувалиште, се со цел да се заштити од атмосферски влијани. Ние таму континуирано работиме и вршиме конзервација на тој локалитет, но сепак атмосферските влијанија се го прават своето и затоа дојдовме до таквата одлука. Во моментов сме на почетната фаза, во подготовка се распишување на тендери за избор на изведувачи кои што ќе го реализираат тој проект. Значи таму покрај челичната конструкција се предвидени потпорни ѕидови, инфопунктови за туристи кои што ќе доаѓаат да го посетуваат, патеки каде што внатре ќе се движат посетителите, да се запознаат со ова културно наследство, и исто така е предвидено и на фотоволтаици, каде што ќе го снабдуваат со електрична енергија локалитетот. Не, значи тие челични конструкции ќе бидат поставени на 10 точки кои што внимателно ги одбравме за да не се наруши автентичноста или пак некоја просторија од локалитетот. Тие се внимателно одберени и на тие места нема мозаици, подни мозаици или некои други простори на овој локалитет. Со постојањето на заштита од надворешни влијанија или атмосферски влијанија и со уредувањето на локалитет со патеки, очекувате ли малку поинтензивен туризам? Па да, значи и ние исто така предвидуваме да го промовираме малку повеќе тој локалитет. Оно се знае, научната јавност добро го познава тој локалитет, но сепак туристите од страна кои што ќе доаѓаат надвор од Република Македонија да дојдат тука и да го посетат тој локалитет.